Министерката за образование и наука, Весна Јаневска, најави дека во новата учебна година секое дете ќе добие учебници. Таа истакна дека до почетокот на септември ќе бидат надминати сите постоечки недоразбирања помеѓу Министерството, општините и училиштата кои досега доведувале до недостиг на учебни материјали. Изјавата беше дадена за време на нејзината работна посета на Тетово, по повод реконструкцијата на основното училиште Андреја Савески, Кикиш, токму на последниот ден од учебната година. Очигледно има некакви недоразбирања меѓу раководствата на училиштата, па и некои општини и централната власт, рече министерката. Јаневска посочи дека некои училишта не побарале учебници од Министерството, па поради тоа и не ги добиле. Таа нагласи дека во иднина ќе се работи појасно и систематски, за да не се повторуваат истите ситуации и учениците да не остануваат без потребниот материјал. Министерството за образование веќе за утре најави пресконференција, на која детално ќе бидат представени сите чекори и мерки кои ќе се преземат за обезбедување учебници. Јаневска апелираше до јавноста внимателно да ги следи информациите, со цел да се избегнат идни недоразбирања. Бројот на македонски државјани кои добиле германско државјанство во 2024 година е зголемен дури 4 пати во однос на лани. Според официјалните податоци, годинава 2805 македонци се натурализирале во Германија, додека во 2023 година тој број бил 665. Просечната возраст на новите германски државјани од Македонија е 30,8 години, а меѓу нив има и 560 малолетници. По полова распределба, 1375 се мажи, а 1430 жени. Македонија е дел од поширокиот тренд на пораст на натурализација кај граѓани од Западен Балкан. Најмногу нови германски државјани доаѓаат од Косово, Србија, Босна и Херцеговина и Албанија, додека најмалку има од Црна Гора, само 355 лица. На глобално ниво, најголем дел од натурализираните во Германија се сиријци, 83.150 лица или 28% од вкупниот број. Значително зголемување има и кај русите, од 1995 лани на 12.980 годинава, како и кај турците, чии натурализации се удвоиле и достигнале 22.525. Зголемениот интерес за германско државјанство се поврзува со новите законски измени, кои овозможуваат побрза и пофлексибилна натурализација, особено за граѓани од Балканот и земјите погодени од конфликти. Кинескиот председател Си Џинпинг изјави дека Кина и Јужна Кореја треба да го подигнат своето стратешко партнерство на повисоко ниво, за да донесат поголеми придобивки за народите и стабилност во регионот. Тој тоа го соопшти во телефонски разговор со новоизбраниот јужнокорејски председател Ли Џемјон, на кого му честиташе на победата и ја нагласи важноста од одржување добрососедски и пријателски односи. Си повика на зајакнување на диалогот, довербата и културната размена, како и заштита на мултилатерализмот и слободната трговија. Нагласи дека билатералните односи треба да се водат со заемно почитување и поддршка на клучните интереси. Според него, тоа ќе гарантира стабилен и одржлив развој на кинеско-јужнокорејските односи. Председателот Ли изрази надеж за зголемена соработка во економијата, безбедноста и културата. Побара Кина да одигра конструктивна улога во процесот на денуклеаризација на Корејскиот полуостров, си одговори дека Кина ќе се залага за мирно решавање, бидејќи темата е од заеднички интерес за двете страни. Двајцата лидери се согласија дека стабилните односи меѓу Кина и Јужна Кореја се клучни за регионалниот и глобалниот мир, развој и просперитет. Во училиштето Борг во австрискиот град вчера се случи масовно пукање, во кое загинаа најмалку 9 лица, а уште 28 се повредени. Напаѓачот, кој се самоубил по нападот, е 10-тата жртва на масакрот. Меѓу повредените има и ученици и наставници. Ова е еден од најтешките напади во образовна установа во Австрија. Во последните години во Европа се бележи раст на насилства во училишта и универзитети кои не се поврзани со тероризам. Француски средношколец избоде до смрт помошник наставник пред училиште, пошто беше уапсен. Во Словачка, во јануари 2025 година, 18 годишен маж усмрти средношколец и наставник. Слични инциденти се случија и во Загреб и Прага, а трагедијата во Белград, каде што 13 годишно дете застрела 8 ученици и чувар, останува еден од најшокантните случаи. Американскиот сенатор Смит, на дебата за буџетот во Сенатот, изјави дека маринците се обучени за контрола на толпата и ќе бидат опремени со штитови и палки. Тој нагласи дека тие немаат овластување за апсења и дека нивната мисија е строго ограничена на заштита на федералниот имот и персонал во Лос Анџелес. Портпаролката на Северната команда на САД потврди дека 700 маринци се веќе распоредени во регионот. Дополнително, околу 2100 припадници на Калифорниската национална гарда се наоѓаат во областа, а уште 2000 имаат одобрение за распоредување, но се уште не пристигнале.
Министерството за одбрана соопшти дека ова распоредување ќе чини околу 134 милиони долари, средства што ќе бидат потрошени главно за патување, сместување и исхрана на припадниците.